носија, која не треба само да се има, туку и исправно да се чува и одржува. Народните носии повеќе не се продаваат на грците како порано, кои честопати знаеја дури и специјално да дојдат во Битола за таа намена. Се чини дека расте свеста за зачувување на македонскиот идентитет и култура, така што, наместо профитирање, граѓаните се одлучуваат за зачувување на националното богатство, истакна од Центарот за фолклор, етно и линден од Битола. Последно како иди времето, мислам дека се разви кај народот нешто што не ги остава да ги продаваат носиите, си ги чуваат и јас и работам и на терен доста и велат дека секој треба да си има народна носија дома, да се чува, што за мене навистина представува гордост, бидејќи како нација носијата е еден културен феномен што не истакнува и не издвојува од другите народи. И собирачите, односно колекционерите на народните носии, истакнуваат дека макотрпно е да се стигне до оригинална македонска носија, која не треба само да се има, туку и исправно да се чува и одржува. Од каде доаѓаат носиите и другите фолклорни елементи е исто така работа на етнолозите, кои дополнително ја испитуваат македонската историја. Во Битола деновиве е поставена шестата поред традиционална етно изложба на народни носии, ракотворби и други етно елементи во организација на Центарот за фолклор, етно и линден од Битола. Оригиналните носии од сите краеви на Македонија се изложени во културниот центар Магаза, а на отворањето на изложбата беше изведена пригодна културно-уметничка програма на плоштадот Магнолија.